Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска. Вие го гледате најновото издание на емисијата Очи во очи. Се до самиот крај на ова издание на емисијата ќе имате можност да зборувате за тема која што и како е денеска актуелна. Станува збор за екс-функционери кои што должат 300.000 евра за надминат лимит на службени телефони. Владата пак ги бара парите назад. Пред да го пуштиме и првиот гледач, ќе прочитам само накратко информација, чисто колку да се информирате за што конкретно станува збор. Владата нема да му ги плати хонорарите на Александар Никовски, син на Ристо Никовски, екс-дипломат и жесток поддржувач на ВМРО ДПМН, за ангажманот како советник на поранешниот премиер Груевски. Никовски парите си ги бара преку писмо испратено до генералниот секретар на владата и на Рашковски му дава рок од 3 дена да му се платат вкупно 9.450 евра за мај, јуни и јули. За овие 3 месеци Никовски има валиден договор за неговиот ангажман. Рашковски во изјавата за телевизија 24 вели дека владата нема намера да плаќа хонорари за месеците во кои Никовски немал ангажман и го повикува парите да си ги бара на суд. Александар Никовски во писмено известување до телевизија 24 не се откажува од хонорарите и бара владата да го почитува договорот за неговиот ангажман, за кој, како што вели, се откажа од многу поголема заработувачка. Според Рашковски, предходно техничката влада со која раководеше Димитриев од ВМРО ДПМН редовно му ги сплаќала хонорарите на Никовски, иако Груевски не е премиер од јануари 2016 година. Па така, за 2 години Никовски земал 60.000 евра само за патувања, а секој месец добивал и хонорар од 3.000 евра. Освен со хонорарите на Никовски, Рашковски деновиве се занимава и со огромните пречекорувања на лимитот на службените мобилни телефони на 5 поранешни владени функционери. Генералниот секретар вели дека поднел пријава до Министерството за внатрешни работи против Пешевски, Мицковски, Наумов, Самак и Павлески, кои за надминатиот лимит на службените телефони на државата и должат 300.000 евра. На дел од овие екс-функционери, надминатите лимити на службените мобилни се наплатени со кратење од апанажите за изминатите 3 месеци. Екс-министерот без ресор Џери Наумов пак се откажал од апанажата, бидејќи направил пречекорување од рекордни 259.000 евра. Темата екс-функционери должат 300.000 евра за надминат лимит на службени телефони, владата бара да ги вратат парите. Дали го имаме првиот гледач за денешното издание? Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, прашањево е веќе видено. Бившата влада на Груевски сака на секој начин да си ги покрие своите нечестни долгови, своите нечестни заработени пари, а Рашковски нема право. Рашковски нема ништо земено. Рашковски си оди само по закон. Владата на господинот Заев оди по закон. Затоа вели, треба да видиме кој зборовите на Заев. Треба да видиме кои се тие што биле принудени да работат под палката на Груевски, а кои се честни и кои морале така да работат. Тоа е одговор на денешното ваше прашање. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Да. Повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, Мартина, и до телевизија 24. Благодарам. Овој наслов што е ставен на екранот е многу вака тежок, затоа што прво и основно не се должи граѓаните на Република Македонија со вклучето да му плаќа на некои средства. Ако си заангажирал Никола Груевски лица кои што не допринеле во Република Македонија за да лобира за неговата партија, нека си плаќа од живот. Зошто од буџетот на Република Македонија некој да плаќа на некој си на Ристо Никовски син? Да знаеме ние кој е Ристо Никовски, без разлика. Да се разбереме, не може никој овде да зема пари надвор од она што е дозволено. Дадени му беа картици, дадени му беа таму телефони, па тие без малце да има трунка во главата, трошеа пари безбасловно. Никој не му водеше сметка, као да, што да и така натаму. Тие
промотори, тие сите што беа назначени од страна на владата на Република Македонија, овде сега се бара некои пари кои што ги трошеле, никој не кажува зашто ги троши. Буџетот на Република Македонија е децидно и прецидно кажано зашто треба да се троши. Али, ќе ви кажам нешто, кога тие веќе луксузи терале, некој страда за лепо Македонија, нема што да јади. И сега дај од граѓаните пак да земеме пари и да му платиме на некого. Нека извинат господата, нека се парите се вратени, судот, ако донесе одлука, нека му дадат. Али јас мислам нека судот веќе се освестува и нема никому кого да му даде пари, а нека си одат во Белата куќа на царството на Никола Груевски, нека си ги бара пари таму. Што ме да бара од Рашковски? Рашковски не ги прима на работа ни. Добро. И благодарам многу. И благодарам и вам за јавувањето, имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Да, добар ден. Добар ден, повелете. Би дал едно мое размислување и видување на овие трошоци. За да во иднина нема вакви трошоци, да не се прават вакви луксузирања, додека народот нема лепе, али како што рече претходниот, би му препорачал на министерот сите овие трошоци да ги дадат на извршител, како што не дават нас граѓаните на нешто кога должиме на државата, па од тие 300.000 да се направат 30 милиони евра, па да видиме на кој начин ќе ги вратат. И онака е актуелно со извршителите, еве, чист пример, нека ги дадат на извршители и овие трошоци, бујрум, нека ги платат, ако сакат на рати или било како. А тие додека се луксузираат и прават некои си наводно промоции или не знам што со владата наша, со 300.000 евра, па бога ми како Тамара едно 30 дечина ќе се спасува и ќе имавме посветно барем да гледаме на работите и после вака, за нивните луксузирања би им препорачал слободно да ги дадат на извршители за една година 30 милиони евра ќе си платат. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето, имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Повелете, ве слушаме, во програма сте. Дали имаме гледач на линија? Ало, гледач од Битола тука. Мартина, поздрав до тебе и до 24 вести. Благодарам. Намалете го, господине, тонот на вашиот телевизор, сигналот кај вас доцни. Одно. Мартина, јас сум ко овај гледач пресудно што се јави, на извршител да ги дадат тие што борчат, па да се направат 30 милиони евра тие пари, па да видиме колку ќе борчат на извршителите тие. И да му се наплатат тие 300.000 евра. Добро. Ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Мартина, поздрав од Кичо, до вас, до 24 вести и сите коректни и честни кои се јавуваат на вашата телевизија. Евака, во однос на темата, значи, многу добро знаеме како што добро и пишува екс-функционери дозат, значи 300.000 евра пари на граѓаните, пари од буџетот кои сите тие го внеле, значи во тој буџет, овој сиромав народ, и жал ми е стварно што така се изживljуваат на оние мачни граѓани кои стварно не можат да преживеат. А со нивните пари некој живее во раскош, во риби, во порции, најскапо платени ракови и ред други работи. Значи, тоа го видовме како ги трошат парите по луксузи и сите тие работи. Јас мислам дека крајно време по секоја цена, значи тие пари по секоја цена да морат да ги вратат
на државата и тие пари да ни се доделат на социјалците. Јас мислам дека тоа е најдоброто нешто. И барем некој, ако барем све се има, без разлика дали од мојата партија или вашата партија, мојата порака е до сите граѓани да оказниме оној кој не краде. Значи барем малце мозок во главата да ставиме, да размислиме. Оној кој работи на штета на сите нас граѓаните, на штета на државата, да биде казнет ригорозно, да никога више да нема да му потекне по пота на сиромашиот народ. Ви посакувам убав ден и се негово. Благодарам што ме сослушате. И благодарам и вам за јавувањето. Имајте и вие убав ден. Да го слушнаме следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте? Ало, во програма сме? Да, повелете. Сега гледайте, во кратки црти. Мислам дека веќе е претеравме овие 11 години со состојбата на владењето на Груевски. Даде телефони на оние уличарите, можам да речем со збор. Сега, телефон, службен, можам да речем само премиер, председател на државата и председател на собранието. Други не сме да имат. За другите да работат принципиално и кој што требит ке си имаат стабилни телефони, оние в канцеларија, жичани телефони да можат да седят на работното место и да водят државата кој што треби. И да работи по директива на председател на државата, на премиерот и на председател на собранието. Све друго да се исклучи службен мобилен телефон на другите лица. Се знат кој сме да имат и готово. Тоа е многу јасно и гласно. И мислам дека премиеров сега, Господ што ми го даде, ми го слезе, можам да речем, од небесата, сигурно ќе излеземе на виделина. Доста беше овој криминал. Криминалот еднушка треба да престане. Зашто ние, кој што гледаме, обичниот граѓани, уличарите во Маровски имаат телефони и се увајат и кажат, ова зборите, она зборите, и му е срав на луѓе да прогорят нешто што треба да прогорят. Па гревото е веќе. Гревото, ова што го направи Никола Груевски, значи го немат никаде во светот. Никаде. Во Тунгузија, се осеќам како да сум во Тунгузија. Сум го поминал пола свет, ама сега се осеќам како да сум во Тунгузија. Ајде, извините што ви взев од времето. Пријатно и се негово. И благодарам за вашето јавување. Екс-функционери доложат 300.000 евра за надминат лимит на службени телефони. Владата бара да ги вратат парите. Дали го имаме следниот гледач? Добар ден. Добар ден, убав ден, гледач од Охрид. Благодарам. Јас ми се чуни дека овдека самите тие кои што го злоупотребиле, значи тие средства во однос на телефони и слични други услови на лагодно живење, требало да бидат свесни со завршувањето на мандатот. Тие автоматски требало да ги вратат тие мобилни телефони, сите тие да се сравнат со службата која ги води тие потрошувања, ако преминале лимитот. Они секако не се без лимит, сигурно дека самата држава, самата власт има одредено до која висина може да потроша, дали се работи за телефонски разговори, дали се работи за користење на картички, дали се работи за користење на возила. Значи, сите тие бенефиции кои што ги користеле, тие изгледа забораваат, значи, дека на се има крај. Значи, ако се менја власт, се менја сите услови, се менја начинот на раководење, начинот на постапување тоа се национални, тие се народни добра. Тие пари се од народот и треба да се искористат за народот, а не за лични потреби. Со кое право некој има право да ги троши моите пари, вашите пари, на сите нас парите за лични потреби? Одека ми се чини дека постои голема неодговорност. Се за ово, ја ми се чини дека господин Рашковски си ја тера правилно работата и треба да истера до крај. Сите оние кои што го имаат поминато тој лимит кој е дозволен, се ние не знаеме кој е висината на тој лимит, да, прво по пат на опомена да ги вратат тие средства во разумен рок, ако не го сторат тоа. Поред она што добиват оние што спомнавте дека имаат што добиваат средства за до година дена апанажа, ако не стасува тоа да помине преку судски пат на некој начин, че тие пари мора да се вратат онаму од каде што припаѓаат, зашто тие не се дадени за лични потреби. Тие наши да речам политичари, да ги речам сите под тоа име,
Значи, прво се несвесно работеле. Значи, не го сакаат својот народ. Не ја сакаат својата држава. Тие, значи, рачунаат само за личниот интерес. Само ќе спомнам дека меѓу нив, значи, во многу дебатни емисии ги слушаме, иако не се на власт, иако не работат за интересите на државата, тие ги искажуваат личните мислења како да се и понатака, значи, чинители на власта. Ви благодарам што ме се слушате. Поздрав до сите гледачи на Канал 24. Да сте ми живи и здрави. И благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Рашковски денувиве се занимава со огромните пречекорувања на лимитот на службените мобилни телефони на 5 мина поранешни владени функционери. Генералниот секретар вели дека поднел пријава до МВР против Пешевски, Мицковски, Наумов, Самак и Павлески, кои за надминатиот лимит на службените телефони на државата и должат 300.000 евра. Добар ден за следниот гледач. Прашувам овие функционери дали тие се луѓе како исто и ние. И едно се прашувам, тој председател на извршителите што толку пари се напумпа. Зошто нема како некој обичен граѓанин кога ќе направи нешто, одма извршител, значи нема ни опомени, нема ни ништо. Да, извршителиве кај се, зошто не работа тие? Нека му наплата. Значи 300.000 евра. Кај праја мовет, што праја толку мовет 5 души толку да надмина лимит. Значи, плюс има бесплатно и од сетото бесплатно што го има и уште 300.000 евра. Па не знам тие дали спијале на телефоните или што правеле со телефоните. Извршителите каде се сега во овие случаи? Зошто извршителите не си ги работите? Зошто само обичниот народ има извршители? Овие се бели мечки заштитени со закон? Не можам да го разберам ова. Еден обичен граѓанин 10 денари ако борчи нешто, одма се дава на извршител. А овие шо? Зошто? Па не можам да сватам и да разберам дека вакви работи се случува во наша Македонија и некој уште ги поддржува ова. Па браво бе македонски народе, па браво и уште наш браво ви честитам како можете вакви луѓе да поддржувате. Господине Рашковски, лично ви се обраќам вас ако слушате, а сигурна сум дека некој ќе ве обави. Дајте ги на извршител како мене, некој друг, некој трет во Македонија, илјадници што не даваја на извршители, дајте ги на извршител 300.000 евра и уште 300 и дајте ги на некој сиромашни, на некој кој немаат средства за живот, дајте му ги парите тие нив. Господо, достави е, заминете во историја и досте. Да живе Зоран Заев, пријатно. Благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач, добар ден. Добар ден. Овдека е Рибар еден. Повелете. Мене извршител ми зема 2800 денари за телевизија за година дена не сум плаќала, жената ми плаќа редовно. А овие 300.000 евра ја од Скопје до Ѓевѓелија све риби ќе ги пуштам тие 300.000 евра. Да живеат рибите, да ги може да ги фаќам. А многу пари се тоа. И све да ги затворат, слушам на сите од таа бумба, плачаат, вака, онака, све да ги затворат во Моровциве. Пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Екс-функционери должат 300.000 евра за надминат лимит на службени телефони, владата бара да ги вратат парите. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Многу емисија тесно се држат овие слушателиве, гледачиве, спомнуваат 20, 3, 5 мина. Цел систем телефоните ги злоупотребија. Јас лично познавам обвинителка дала службен телефон на мајка е. Хршум прави со годиње може таму преку 10 години телефон. И тоа треба да се почни сите телефони што ги поседуваат како службени. Ја мислам дека 50 милиони евра годишно плаќаат само за телефони. Тоа треба да се ипшешла од А до Ш. Им се соберат сите телефони. Сите фамилии кои има таков, мислам, човек од фамилија на видно место, на сите дома телефони им дава службени. Еве, ти кажав, обвинителка што е познавам, е дава на мајка е телефон, лом си прави со телефонот. И то пред години. И може и уште го терат тој терк. Така да, треба да се
овој добро почнал Рашковски, треба да земи метлата и со ред метење. Све да им чисти парите, сите да ги вратат. Овие извршителиве, откитно да нема покани овона. Го виде таму колку е влезе во минус, пушти му забрада на платата. Одна сечи. Само така може да се очисти, иначе вака не бива. Тогаш парите ќе се соберат во државата и народот има чарот тие пари, а не телефонот и кај сака цел свет ќе врати. Убав ден имајте, поздрав. Ви благодарам, имајте и вие убав и пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Благодарам. Ми се чини дека за овие 5 мина треба кривични пријави за несовесно работење. Меѓутоа, треба кривична пријава и за тие што ги сплатиле телефонските сметки над лимитот што им бил дозволен. Благодарам на што ме сослушавте. Ви благодарам и вам за јавувањето. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Дали сум јас на Вие сте на линија? Да, вие сте на линија, повелете. Мој предлог не само да вратат парите, него да одговарат и кривично за сторените тие прекршоци. Толку. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ало? Во програма сте, господјо, повелете. Вие сте во програма. Добар ден. Поздрав за емисијата. Благодарам. Ќе ја кажувам во врска со не е баш до темата, ама исто опфаќа тоа. Зашто само ги споминате? Зашто ДУИ како стана коалиционен партнер со СДС, никој не го спомина. Па дали се свести ДУИ што прави и што правело? Па исто прават истите одговорни за вака прават. Па не, кај гледа ми се треси душата, некој нема леп да јаде по 3 плати на платни спискови. Дали знаете ДУИ што прави? Па сега СДС ќе губи таму што ги поддржават ДУИ. Па народот за СДС гласи не гласи да ги поддржава ДУИ. Па народот сака од да се ослободи од ДУИ. Добро. Само ВМРО, па ДУИ БТР е бре ДУИ. Добро. Ајде, пријатно. Ајде, пријатно. Поздрав и до вас. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Многу е интересна тема. Некој се потресува. Зашто? Ама не знам зашто. Добро. Значи, пред некој ден се јавив и сакав нешто да кажам, но не е битно. За овие екс-функционери кои ги должат овие пари, се само една капка од парите кои се украдени во државата. Начинот, системот треба да се разбие. Господинот Рашковски има своја титула, која предпоставувам на светско ниво и оди многу паметен потек. Оди со многу паметен потек, се исправа. Добро. Сакам да кажам, значи, пред гледачкава оваја, господинот што кажа, телефоните треба само да се исклучат. Значи, да се исклучат. И сите тие кои ги имаат и сега вонредно, значи, се уште необјавени броеви. Рашковски предпоставувам ќе има некој листинг. Треба сите да се исклучат. Нека им ги остават за поклон, за да се сеќаваат како трошеле пари. Но најбитната работа која сакам сега да ја кажам е господинот Рашковски кој ќе го направи листингот. Треба првите 20 луѓе од ВМРО да ги видат нивните трошкови. Не на господинот кој се појавуваше на телевизија па беше здушен да кажува за партијата, за начинот, за системот, и што ја знам, па неговиот син Александар што барал пари. Значи, сите ние работиме и ни вадаеле пари од джепот. Овие луѓе кои сега ги мешаат работите, дали биле албанци, македонци, срби, турци, не знам, да не набрајам, не играат улога. Добро. Суштината е во тоа дека треба да се направи концепт и сите телефонски броеви од денеска, као последен ден или од ова, да бидат исклучени. Тогаш ќе имаме правата слика. Да не должам.
Пријатно. Ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Екс-функционери доложат 300.000 евра за надминат лимит на службени телефони. Владата бара да ги вратат парите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледачка од Скопје. Повелете. Апсолутно се согласувам да ги вратат парите и да им се поднесе кривична пријава. Меѓутоа сакам да кажам уште нешто. Добро. На сите функционери и екс-функционери кои што имаат тука станови, а не се од Скопје, а наплатувале, да кажам, како за пример, например, господјата Бонева, за патни трошоци, за одвоен живот и за слични манипулации, да им се наплатат сите пари да ги вратат. Така да, а овие сега што доаѓаат, ако имаат станови, а знаеме дека имаат и службени станови, и приватни станови, уште пред тоа многумина купени за своите деца и така натаму, или ќе купат накнадно станови, да не се дава денар за таква работа, за одвоен живот и за патни дневни трошоци и намаму шетање. Или нека се преселат сосема во Скопје со фамилиите, или нека седат таму, ама да си обезбедат превоз, ако сакаат тука да бидат. Ништо мимо законските прописи да не им се дава. Осем патување патни и дневница што им следува да се хранат, дали за странство, дали за во земјава, денар повеќе не рочоа, не знам што, патувања вамо, па тамо, па се знае кој може да патува и што му следува. Меѓутоа тие измислени картици кои што никош ги немало, додатно да трошат, да се луксузираат и да беснеат со народни пари, никако. Се што потрошиле, се да му вратат на народот. Зашто ова веќе отиде, не знам во која нас, ја не знам дали постои земја такво нешто, а панажа 6 месеци беше порано, ја продолжија на година дена, па не знам на колку време, а панажа нека има само 6 месеци додека не се сместат на некакво работно место, ако обично тие сите имаат своји фирми и така натаму, меѓутоа ни трошка од тоа. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето, имајте пријатен ден. Добар ден за следниот гледач. Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, намалете го тонот на телевизорот, бидејќи кај вас досни сигналот. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте, ве слушам. Во врска со телефоните, знаеме дека сите по 2-3 телефона држат на рака. Барам, ги гледаме. Од директор нагоре, можда и шефовите, да не зборувам за другите. И апсолутно, јас се согласувам со таа жена претhodната, што рече, дуј не се амнестира. И не сме да го амнестират, бидејќи тие гласови што ги зема господин Заев, ги зема за инат на тие, да се казнуват. А не да продолжуваат така исто да крадат и да прават глупости. Пошто ги знаеме што имале пред да дојдат у власт и што има сега. Они знаат многу добро како дошле у власт. Многу добро знаеле. Со крвав стол. И така треба да се одат, да се заменат више од политика. Пријатно се на тоа. И благодарам за јавувањето. Дали имаме време за уште еден гледач? Да. Додавме да сами од крај на емисијата Очи во очи. Темата на која што можевте да зборувате беше екс-функционери доложат 300.000 евра за надминат лимит на службени телефони. Владата бара да ги вратат парите. Секако во 17 часот погледнете ги најновите информации од Македонија и од светот, а веднаш по централниот дневник се враќаме назад во студиото, каде што јас продолжувам со емисијата Мој термин. Останете со телевизија 24.